Во денешното издание на Равенка за успех имам гостин кој ми е навистина забавен и интересен. Случајна средба имавме пред некое снимање, заедничко снимање, каде што ми остави впечаток на човек со смисла за хумор, иако и кај нас и во светот е познат како голем професионалец во својата работа, светски музичар, светско а наше, така да тука во студиото ни е Владимир Четкар. Владимир Василевски е твоето презиме, но Четкар ти е второто име, што е препознатливо и уметничко име и каде што секаде те препознаваат во светот. Прво добро ни дојде во Равенка за успех. Добро ве најдов и одма да ви кажам, прекрасно се чувствувам од самиот старт. Баш ми е драго, значи многу ми е важно да се чувствуваш опуштено и да ти е пријатно со нас, за да можеме да се разговараме за све што е интересно, се што ќе ги интересира нашите гледачи и онака отворено да те запознаат малце повеќе од другата страна. А сигурно по медиумите следат често пати што се случува на твојот музички план во твојата кариера, така да ќе ги информираме за се што тековно е интересно и актуелно, но и Четкар позади камерите и позади оној професионален свој дел. Во Равенка за успех зборуваме секогаш за успесите, не само на професионален план, него генерално во животот, што човек доживува како собствен успех и достигнување и дали се чувствува успешен и кога ќе се соочи, а сите ние се соочуваме во животот со тешки ситуации, некогаш и падови поголеми, која е равенката која ти ја правиш и која ја имаш за да стигнеш до успехот, односно надминувањето на тие проблеми? Многу работи ти кажа. Од старт, добро, чисто да те воведам нели во она како ќе ни тече разговорот. Сега ќе се вратиме на твоите почетоци. Ќе се вратиме на твоето детство во Охрид. Значи, таму си роден, таму го помина детството, таму ти се роди љубовта кон музиката и од таму произлезе ова што денес си ти. Точно. Јас од уште малку кога растев, памтам, често бев и кај баба ми, кај дедо ми, тие беа долна Влашка мала, позади, да кажам, тогаш ме се викаше Борис Кидрич улицата, близу до стадиот Чинар. И знам, како дете, тоа безгрижно детство, тогаш Охрид беше многу поедноставен град, меѓутоа многу посимпатичен според мене него ли сега. Од аспект што некако се беше по организирано. Значи, имаше малце, да кажам, еден бран на туристи кои тогаш беа претежно од Холандија, од Германија, од Англија, и го паметам вујко ми кој тогаш беше тинејџер, бркаше холанѓанки, ги викаа маратонци, одеше со кајшина и безгрижно детство беше. Јас тогаш не се разбирав во тие работи, меѓутоа ме зема едноставно како маскота на кајчето и беше многу исполнат период од моето детство, не само ова што го спомнам, него и од самиот аспект на кеот, трендафили, мирисот на кебапчиња, на риба печена, на смеани лица. Можев да видам повеќе стари луѓе кај што си седат на кеот, кај што си играат табла, шах. И имаше многу повеќе шмек од аспект на тој ритам и тој имаше автобуси, градски автобуси, сега повеќе немаат градски автобуси, имаше фабрики. Имаше еден ритам кој сега го изгубивме, нормално не е Охрид само пример, многу други градови кои се на некој начин осудени тој дел да го загубат поради самиот туристички потенцијал кој постои во Охрид. Така да неизбежно е таа носталгија кај мене и кај други луѓе од мојата генерација, малку пред мојата генерација, или после мојата генерација, да не го спомниме овој момент. Да. Меѓутоа таму точно е дека таму прв пат развив љубовта кон музиката, прво кон виолината, после. Да, започна со виолината, па после тоа мислам малку е специфично тоа што се одреди за џезот, затоа што во нашите простори послабо се слуша. Тогаш беше многу интересантен период. Можда немаше интернет, немаше YouTube, дигитализацијата беше далеку, меѓутоа имаше многу високи критериуми. Фестивалскиот аспект на Скопски фестивал и така натака, оркестри, имаше навистина уметност која покасно исчезна. И шоу бизнис само почна да доминира, што е многу различно.
И така да тогаш беше симбиоза на тие две работи, како што беше и на многу други места, меѓутоа во тој период беше стварно нешто страно, меѓутоа не толку страно, не толку повеќе страно од денеска. Затоа што тогаш имавме мајстори, имавме луѓе како Шпато, како Илија Пеолски, како луѓе кои во тогашниот период во македонска телевизија имаше продукција неверојатна, денес ги слушаме тие класици. И паметам моето прво искуство да ги видам тие студија во Македонија, во македонската телевизија беше на Шарам Барам. Јас бев облечен како полицаец и сакав вицови да кажувам, меѓутоа ти ми рекоа сите деца веќе спремни на вицови, полни сме, кажи нешто дали можеш да отпееш нека песна. И јас се спев Борсадила, памтам тогаш, народна песна. И тоа ми остана како една меморија, иако тогаш далеку бев решен дека ќе се занимавам со музика, меѓутоа Што тогаш го имаше талентот, добре отпеа. Талентот кој талент си го имав. Мајка ми е талентирана исто, татко ми се талентиран, стрико ми, Климе исто. Меѓутоа желбата да бидам музичар тогаш не беше кај мене родена. Тогаш беше само нешто, јас бев второ одделение основна школа. И Ама се препознава кога се има талентот. Некој од твоите блиски се бави професионално со музика или ти си првиот? никој. Првиот сум и тоа е добро. Бидејќи многу пати кога ќе имаш мајка, татко што се професионални музичари, на некој начин Имаат влијание на тебе имаат некој. влијание големо и многу пати си помалку независен него ли во мојот случај. Кај што сите решенија се мои решенија и истовремено малку потешко, бидејќи немаш луѓе кои би те потурнале од аспект на разни фази во твојата кариера, меѓутоа така на крај успехот кој ќе се постигнете најсладок. Баш е добро така кога самиот од себе започнуваш нешто и кога тоа едноставно извира од тебе, ама гледаш ништо не е случајно во животот. Едноставно човек ќе си го најде патот. Како што водата низ камењата ќе си го најде правецот, така и ти патот до твојот успех таму каде што ти си бил предодреден уствари да се движиш. Патот твој не е баш едноставен заради тоа што нели она што ти го избираш како правец овде кај нас не е многу застапено. Нели одиш во Бостон, во Беркли на музички коледж каде што се надоградуваш, усовршуваш, кој е престижен коледж и каде што не се стигнува така едноставно. Како дојде до таму? Како дојде таа идеја? Како го одбра, пикираше баш тоа и веруваше во себе дека ќе бидеш успешен? Па во најкратки Но и психолошкиот момент, знаеш, на тие 18 години треба да си стварно многу и самоуверен и амбициозен и да направиш таков чекор. Да твоите родители некаде иделе по тие води, да кажеме, и да ти го насочиле патот е можеби поедноставно. Ама вака сам да ги превземаш тие чекори и да отидеш до таму. Па во тој период нормално дека имав поддршка од родителите, од брат ми, меѓутоа пред тоа како некој дете, зборувам не 18 години, зборувам уште полно како 11-12 години, ако има развиена емоционална интелигенција, на поинаков начин ги доживуваат песните, сликите, скулптурите, за разлика од стандардните, да речам, просечни деца кои не би биле толку заинтересирани доколку ти не ги натераш. Мене никој вистински не ме тераше. Јас кога слушнав плоча, јас одма некако осеќав ако некоја песна беше убаво аранжирана, многу богато, раскошно, звучеше со оркестар, јас одма знаев дека тоа е нешто поинаку од нешто што е како површно фестивалски поп и моментално. И таа разлика кај мене беше јасна, мене тоа не ми го објасна мајка ми или татко ми. Тоа е интересантно. Значи секое дете некој пат се раѓа со некој, не е табула раза родено детето, се раѓа со некои информации, со некој начин на размислување. Јас се паметам, слушав песми тогаш од Crusaders, јас не знаев кои беа ни, што беа, знаев да читам, дури морам уште пресна возраст, меѓутоа ги обожавав аранжманите и поќе ги пеев виолините и дувачите, него што ја пеев мелодијата од песната. И тогаш беше интересантен момент за многу чуде за тој период, меѓутоа после сватија многу луѓе уствари дека јас ја слушам композицијата, аранжманот, оркестрацијата, продукцијата и на крај мелодијата, а обратно е кај тие почнуваат со генералниот ако ние конзумираме
површно повеќе, бидејќи не сме во таа сфера, Да. слушаш само мелодијата и тоа те интересира. Значи обратно. Кога дојде кај ќе студирам, јас требаше да студирам уствари во Ротердам, во Холандија. Таму се спремав да заминам, меѓутоа брат ми скришно без мое знаење аплицираше да имам аудиција во Перуџа, тогаш беше аудицијата за Бостон, за Беркли. Меѓутоа тие европските аудиции ги правеа во Перуџа и Атина тој период. И Шпанија, меѓутоа најблиско за мене беше Перуџа, во тој случај најизворлив. Значи он го препознал твој потенцијал. Па брат ми е гениален во еден аспект што кај многу луѓе го осеќаат фортето, кој е твоето форте, кој е твоето квалитет и знае да го стимулира да го продолжиш по тој правец. Кај ми не беше среќа што го сакав тоа. Јас ако не го сакав, џабе колку и да си талентиран, не можеш да се посветиш. Меѓутоа паметам да самошував 18 години наполнато и заминав на аудиција во Италија. За мене тоа беше невероватен еден период. Возбуден, немаше кој да ме научи, немаше интернет, немаше професори, немаше катедра во Скопје. Знаеш ли како изгледа тоа воопшто? Не, тоа меѓутоа имав храброст поради љубовта кон музиката. Знаеш што е еден филм, јас е среќен што сум пријател со него, Артуро Сандовал, а Енди Гарсија глумецот го глуми неговиот животен пат и тоа е за љубовта или за земјата. Тој е нормален мигрант од Куба, тоа е тотално друга работа, меѓутоа јас ми беше прекрасно дома. Јас имав најубаво детство. Значи да си растиш во Охрид на плажа, да си оиш после на школа септември, кога почнеш школските дни беше магично. Едно такво мало градче е многу перфектно за едно детство, магично детство. Покасно нормално е ти сами мало. Меѓутоа така почна, јас не сакав да заминам. Како некои мои пријатели што кога заминуваа се престрекни беа. Јас плачев во авионот кога заминував на 18 години. И кога стасав в Бостон, англискиот учење ми беше горе-долу лош. Паметам, разбирав, ама не можев долго добро да се изразам. Како што стасав, куферите загубени, само гитарчето. Тоа ми го беше направено покоен Бранко Радуловиќ од Куманово, врвен мајстор за гитари. Тоа ми беше првата гитара, тој што ми ја направи. И кога стасав в Бостон во дормот, каснеше летот, некако ладно све. За споредено со малата топлина што се имав со баба ми, со дедо ми, со мајка ми, татко ми, брат ми. Тешко ми беше, вистина. И како почна првиот ден, вториот ден, цимерот ми беше исто терсене. Од каде ти беше цимерот? Цимерот беше од Њу Јорк, меѓутоа беше уживател на дроги и малце на тие години мене ми беше неприродно. Јас до тој период алкохол уште не се немав на пијано. Пиво да кажам, или 18 години. И многу сватив дека ако се фокусирам само на школска, на катедра, на часовите, на гитарата, на предметите, ќе се отрнам од таа носталгија. Памтам, разменав $20 во ситни центи, 25 центи квартери, за да можам да се јавам Македонија, да се случам со мајка ми и татко, да му кажам дека сум добар. Замислите таа паника. Да. Не може да свате денес младиве со Вибер, со... Сега веќе се е достапно контакт и комуникација. Тогаш јас да се јавам, како му кажувам, најбитно ми е да се слушнам со мојве, да знае дека сум добар. Да. И нешко кога се слушниш, блискиве луѓе, од нив стално ја црпиш енергијата. Дури некој пат ќе се насмееме сега и да те нервират, блиски, сестра, брат, мајка, татко, имате неразбирања, пак на крај ти главната енергија, сила ја црпиш од онив, дека тие вистински се грижат за тебе. Да. И тој мир што ми го даде првата вечер, така преспав, легов во тој бубањ, да кажам, и во тој неверојатно интернационален универзитет, кај што 74% од студентското тело беа од цел свет. Замисли, само 26% беа американци, а другите беа од цела Азија, Африка, Европа и Централна Јужна Америка. И таму научив стварно што е космополитизмот. Бидејќи таму единствениот јазик беше музиката. И многу интересно е, исто како сме наутиве одгоре кога ќе гледат планетава, кога ќе видите дека е еден организам, е жива плава планета, сваќаме колку се овие граници беззначајни, овие национализмов, селава поделеност на светов, колку сме ствари уште ограничени, да. И малци за жалење. Да. Пошто Малце ќе спомине
поќе векови, милениуми и дали ќе сватиме дека тотално и све исто. Ќе сватиме, ама време треба. Кој знае колку генерации, колку време за да дојде до тоа, до тој, а фактот е тој. Фактот е тој дефинитивно. И многу убаво искуство за еден млад човек на таа возраст да се соочиш со една таква непозната средина и со толку различности, да се вклопиш во сето тоа. Убаво написи се кафенце, осеќи си се како дома. Фенцево, фала ти. Да, се кафе, значи јас себе сега го пијам без кофеинското. Ти го пиеш обичното еспресо кофеинското и мислам дека подобар вкус на кафе одамна немам осетено. Преубав е. Алал да вие, јас сум голем раклија на кафе и мислам раклија на све што е војна и на ваков еден. Еве и антик имаш да пробаш тука. Ако на публичко коста. Може слободно, не знам зашто толку далеко, ама Не, супер. веројатно се местевме, се подместувавме слободно, осеќи си се пријатно и опушти се. Мене ми е интересно кога те слушам заради тоа што оној дел пак ќе кажам каде што ги знаеме твоите музички успеси, но твојот пат за да дојдеш до тој успех исто многу значаен за твојата денешна ситуација, состојба и ментален склоп и сето тоа што ти го даваш како енергија на твоите настапи. Колку време беше тоа и после студирањето, како се насочи, затоа што твојата база остана Америка и по студирањето? Така. Многу интересен и да кажам еден ортодоксен пат. Што порано беше тој стариот начин на работа. Јас се таму никогаш не сакав додам по линија на помал отпор, тоа го сметав за предавство. Искрено да ти кажам, и кај моите колеги кои покосна сгрешија од аспект на тоа што кога имаш прилика да изучуваш со некои најголемите имиња во светот, а Беркли College of Music беше токму тоа. Се нормално поголем, по искомерцијализиран, повторно со неверојатни квалитетни опции, меѓутоа сепак све и да кажам на некој начин и бизнис во денешното општество. И од тој аспект тие години, касните 90-ти години, Беркли беше институција. Сите коледжи во Европа, Азија и Америка ги користеа учебниците на Беркли. И јас сватив дека јас таму одев да научам, а не да добивам диплома. Не одев таму да се фалам со диплома. Јас никогаш ретко испомнувам дека сум дипломирал на Беркли. Пошто ништо не ми значи, мене ми значи искуството, а дипломата не. Затоа што јас таму одев да научам и дури екстра година останав, земав повеќе часови само за да научам повеќе за тајните на оркестрацијата, на продукцијата, на аранжманот, на композицијата, на гитарата, на сите тие магични моменти кои се дел од занаетот. И кои не можеш да ги научиш како самоук. Некои работи можеш, меѓутоа некои работи не можеш. И од тој аспект се фокусирав, избегавав многу журки, сакав многу да сум фокусиран, студиозно да ги научам работите и многу бев благословен што не отстапив од првобитниот концепт кој го имав како музика, како желба да стакам да создавам сопствена музика, сопствени композиции и аранжмани, потака, без да се потпирам многу на технологијата, на компјутерите, од аспект како аранжер. Немаше потреба, бидејќи јас сакам да работам со живи луѓе. И останав во Бостон, го пече после дипломирањето 2001, останав го печев занаетот во повеќе студија како студиски аранжер. Потоа формирав еден мој бенд, состав, настапав во Бостон. Конечно се преселив крајот на 2006 година во Нью Йорк. И таму останав 13 години. Во Вест Вилидж, кај имав неверојатно искуство. Го фатив тој момент да моите идоли ми станат мои конкуренти. Да. Фатив тој момент да некои од моите идоли станат мои фанови. Значи тоа е го огромен успех. Разликата измеѓу секој уметник, дали било од Македонија, дали било од било која друга земја, кога ги гледат хоризонтите, не смее да се ограничени во Балканов или од земјата кај што е. Правиот уметник целиот свет го гледа како поле за конкуренција. Ти од старт ако се решиш, јас ќе правам кариера во Србија или ќе правам кариера во Хрватска или ќе правам кариера во Македонија, ти автоматски се ограничиш како амбасадор. Че ова е многу битно да се спомнете. Ова го кажам ради младите луѓе, младите генерации, кои сакаат да се стварно да кажам амбасадори, космополити и да на некој начин сите работаме на истото поле, ќе тебе светот, ако зве, кој се Делчев што рекол, како поле на културна надпревар. Да. Така да
така јас и многу други, не само јас, го гледат ја гледат уметноста, музиката и секој друг аспект. И кога го осетиш таа конкуренција, истовремено сваќаш колку ти се кај е твојот капацитет, дали границите ти се тука и дали можеш многу повеќе и тука настапи твојот карактер. Да. Етот. Желбата да успеш, меѓутоа тој што не осетил да е сам во најголемиот град, најголемата џунгла во светот, кај што се буквално такмичиш со своите и не идоли и не сватиле што е конкуренција, вистинска конкуренција. И јас сакам тоа да го осетат, да осетат Тука се челичиш, тука се апсолутно. И стекнуваш и самодоверба сигурно. И самодоверба, меѓутоа истовремено и најголемите лекции ги учиш токму од моментите кога мислиш дека си го освоил врвот и сваќаш дека исто како планинарењето, кога се качиш горе, за тебе е врвот тоа што го гледаш. Да. А се качиш таму, гледаш дека има уште еден врв. Да. И уште еден врв. И тоа е во исто е во ова работа. Јас не сум тука да се правам важен и да се фолирам со ништо, бидејќи уопште не сум. Никој не е. Ние само сме залюбеници во тоа што го работаме. Го сакаме тоа. И искреноста е да го кажеме тоа и да донесеме нешто свое и да ги инспирираме новите генерации да продолжат по тој пат на прави вредности, да се создаваат и да стално одиме, бидејќи смислата на Homo sapiens е да стално сме поуспешни, а не да одиме пообратно. Да. А кажи ми, во сите тие моменти, што имаше како некои потешки моменти, потешки искуства? Можеби некогаш дали се доаѓаше во ситуација да ти падне самодовербата или да станеш малку несигурен. Знаеш, се вака изгледа розово кога ќе стигнеш до некоја цел, ама патот сигурно е трновит. Патот е трновит, верувам, за секоја сфера на животот, меѓутоа уметноста е процентуално можда ке речеме добро, без доктори не можеш, без школа не можеш, без храна не можеш. Меѓутоа, ке речеме без уметност можеш. Првенствено. И така да, тоа стално се стават, ако има некаква, не дај Боже, епидемија, кој што беше ковидот, прво страде најмногу уметници. Да. Така да, и во сите други примери, прво ќе се острани тоа, војна или било како, меѓутоа после тоа сваќаш дека усвари тоа ти го дават. Па многу уметници значајни во сиромаштија завршиле, нели не? Најголемите. Да, најголемите. Ево Моцарт ќе го спомниме. Не знае никој кај му е гробот. Се ништо колку неблагодарно е тоа. И луѓе што толку допринеле, а знаеш што е, значи толку што многу што му доложи човештвото, дури биле живи, нивните современици, нашите прадедоци не ги сакале. И тоа не е само во Македонија или во Балканот, секаде е така. Кога си жив и колку и да си гениален, и колку да си успешен, луѓето некако те со резерва те прифаќа. И тоа е приказната, убаво го спомнато за многу уметници. Меѓутоа, уметноста не е само епитет за уметниците, уметник. Анштајн има речено дека најврвните научници се уметници. Сигурно. Најврвните доктори се уметници. И дури во некои науки како архитектурата има симбиоза на уметноста и науката. Да. И знаеш, уметноста е толку виртуозна да го направиш делот во кој си дури да си доктор, да оперираш, ако ти си стварно гениален, ти си уметник веќе. Та не си лочен доктор. Значи уметноста е епитет за сите сфери на животот и тоа е тоа што фактички не обединуваат. Сите сме малку повеќе или малку помалку уметници во душа. И затоа сме толку различни животниве, а на некој начин од самата природа ја црпиме и смислата за тоа. Фасцинантно е тоа дека твојата музика, твојот настап, баш како и твоите ветувања за работата, не се поврзани со граници, секаде на сите страни во светот. Си препознатлив и признат музичар и настапуваш во Азија, во Јапонија, во Кина, во Тајланд, во Индонезија, во тука во Унгарија, во Србија, во Македонија, во Америка, значи цел свет. Па над
42 земји, сега како што броев последно, меѓутоа работам со авторска музика. Да, Тоа е авторска, ти многу си аранжер и момент. продуцент А, и вокалист и гитарист на джез гитара, нели? Да. И многу сфери од музичката уметност ги опфаќаш. Све е тоа поврзано со љубов. Јас кога сум на сцена, јас се полнам со љубов. Со љубов према публикава. Јас не гледам тие дали се од мојава земја, од мојава раса, од мојава религија. Јас сум исти со секој во секој момент кога се поврзам. И тоа е гениалноста на уметноста. Кога ми поврзи тоа чувство, ево кога бев пример Кореја или Хонг Конг или било каде што ги спомна земја, Малезија, Тајланд, Индија, Кина, Гватемала, Колумбија, на сите места каде што сум бил на планетава. Не зборам само за Европа, ајде Европа ќе речи слични. Слични сме на некаде. Таму осеќаш дека уствари сите се исти. Сите сме можда малце, ние сме поиндивидуални Да. или ко култура во Европа, меѓутоа ако таму повеќе размислуваат колективно, сепак во еден одреден момент ќе се чепниш и ќе чепниш истата таа енергија животна што си ја добил со било кој твој другар. И ако некој пат не можеш да се разбереш, тој јазик на телото, јазик на очите, тоа се разбират одма. И публикава кога ќе стане дел од бендот, кога ќе можам да комуницирам, знаеш, тоа е еден благослов, кај што тогаш сите сме обединети во едно и тоа е силава на уметноста. Секого можеш да го освоиш без сила, Да. без војна, без лоши работи, него со љубов. И тоа е еднакво на религија. Уметноста. Од аспект само што уметноста све толерират. И пред уметноста исчезви национализм, исчезви нацијата, исчезви секаква лоша енергија. И така да мислам дека секој мора да биде во секој невието изложен на тоа, од мал до стар. Да не сме само конзументи на тоа што ќе ни се нуди од мејнстримот, него да истражуваме, да го градиме вкусот. Вкусот, веле дека за вкусот не се разговарат, погрешно е. Вкусот е нешто за што го градиш. И из годините не си искуството. Ти не можеш да имаш вкус ако си цел живот пиел ракија, а не си пробал виски, не си Да, пробал вино, не си пробал ништо друго. Значи, да речиш Вкусот се гради со искуството. Браво. Се рафинира. Рафинира и затоа сме Да. тука. Све поиќе учиме, некои лоши навики ќе ги фрлиме. Ќе слушнеш нешто друго, ќе видиш дека тоа е подобро, ќе сконташ дека некоја работа е по-софистицирана или поусовршена и така одиш Така одиме, се градиме левел по левел. бајнава и така ќе го уживаме целиот секоја минута својот живот, се поиќе сме поиќе. Баш заради ова што го спомна, дека се градиш. Да, а ти имаш една специфика како карактер да знаеш да уживаш во работите. Те забележувам дека ги доживуваш, ги преживуваш работите. Дали е сонцето, дали е убавиот ден, дали е убавиот пиелок, дали е убавата музика. Така. Тоа веројатно извира од тебе и од музиката и од љубовта и од тоа што си како човек или од домашното воспитување или не знам. Па, знаеш, јас сум среќен што е така и среќен сум што многу ми рекле дека носам оба енергија со мене. И јас исто така сакам, но тоа е како енергија во животот. Да. Некој мене ми се насмети, мене ми ме убаво душава. Јас сакам да земам енергија од некој човек. И многу е битно се што работаме да вистински сакам. Јас се пример све што промовирам, све што кажувам, тоа е дел од мојот живот. Јас не сум глумец. Да. Да ме знаеме да рекламирам ракија, да не пијам ракија. Не можам да го правам тоа јас. Да. Јас мора тоа што го правам да го сакам. Дали било и затоа толку е поинаку кога ќе семе намаса или в кафана, тоа што го гледаш, тоа го добиваш од мене. Сакам тоа да го да си го живам страствено животов. И ако нешто правам, да го направам колку што можам до совршенство. Ако спортувам, сакам до совршенството да го правам. Ако се хранам убаво, сакам да знам точно што јадам, и ако сгрешам, сакам да знам точно што сум сгрешил. Значи, некој пат кога ги знаеш правилата, окей да сгрешиш. Ама треба да ги знаеш правилата. Знаеш, тогаш не знаеш дека знаеш дека грешиш и тогаш свесно да го правиш. Тоа е во музиката. Во музиката имав еден професор, Джон Мулхоланд, по хармонија, кој рече: "Сака ги научиме сите закони за хармонијата и во рехармонизацијата, започнете да знаете кои се законите за да можете да ги прекршите." Тачно. И тогаш што е по-авангарден джез, смисол, мислам, не дека јас тоа го работам, меѓутоа мора да си изложен на сите тие начини на размислување, да на крај да знаеш
што правиш? Мгм. Ако не знаеш точно што правиш, што се случи околу тебе, а си многу самоуверен, тоа е равенка еднаква на глупост. Мораш да знаеш што се дешава околу тебе. Треба да си знаеш што- свесен колку знаеш и колку не знаеш. Да. Тогаш Ако мислиш дека све знаеш, ако мислиш дека све знаеш, и тоа не е добро. да, апсолутно, па како рекме, првиот знак на глупоста мора пак да го спомнам, тоа е отсуство на страм. Да. Отсуство на страм, а невиден став. Мгм. Значи мораме да сме малце резервирани за тие работи, да сватиме дека планетава е огромна, скоро колку е, не знам, за 9 милиарди луѓе, може уште малце, и толку различни култури, толку различни традиции, јазици, начини на сваќање на различната филозофија, така да мораме да сме скромни понекогаш. Мгм. А понекогаш и да знаеме да кажеме. А твојот албум оваа година во 2025 беше издаден во Јапонија. Да. И Зошто баш одбра таму? па јас не можам да одберам, тоа е привилегија. Да. Тоа е привилегија, тоа не е нешто што можеш. Јас ти кажам, сите бендови во Југославија се труде да ги издадат своите албуми во Јапонија. Бидејќи Јапонија како пазар во еден момент го надмина и на америчкиот музички пазар. Мгм. И остана единствена земја кај што се уште постојат огромни музички продавници. Мгм. Пример, ако одиш ти сега во Англија, ќе најдеш специјализирани музички продавници, кај што само најголемите афисионадоси на музиката се уште ќе купат плоча или CD. Мгм. И ќе одат во тие станици за слушање, бидејќи едноставно го мразат моментот на претрупаност на твоите мобилни телефони, достапноста на се, а му фали тој занае, тој рачен допир со Мгм. овај плоча, со овај CD и нормално ефтиниот звук на телефонот, што не доликуваат на еден афисионадо да го практикуваат во секојдневието, и тој си оди во станица, се слушаат, одбира плочи. А јапонциве, земја од 130 и нешто милиони луѓе, имаат над 100 огромни продавници во секој поголем помал град, Мгм. со повеќе катници, тоа се Tower Records и многу други, Virgin Records, што сите други европски и западни и амерички држави ги затворија, само таму се сега големи. Значи, сакам да кажам, ја мене ми Огромна привилегија, да. Divine Records, кои ги имат правата на Jamiroquai, на Beatlesi за тој регион, на значи најголемите имиња во рокот, во џезот се, токму го одбра албумот мој, зборам уште 2013 година, и го објавија како знаеш како се вика End of Cup, кога имаш редици, ти објавуваат илјадници албуми. Мгм. Меѓутоа има само едно место што е ударно со реклама и тука обично резервирано за Боб Дилан, за најголемите поп звезди, така да тука мене два пати ме поставиле како македонски уметник во експорт на во топ 40 експорт на странски уметници. Браво. Така да тоа е Респект за твојата успешност и за тоа како ја представуваш Македонија како амбасадор во тој дел. тука сите добиваме јас како уметник, бидејќи јас тоа го работам Да. со љубов, не со желба да направам хит и да ме слушат било кога него да правите вредност да ги допринесам, и просто Мгм. таму кога ќе ме да ги створам, да сум задоволен од продуктот и кога ќе те подржи земја која Јапонија и радио станици ко FM Токио, Kobe FM, Осака FM, што се градови по 17-18 милиони луѓе. Зборот Осака. Токио е 42 милиони луѓе. Поголем од цел Балкан заедно. Јас то сакам да го презентирам, ама то не можам сам. То морат и медиумите да го зборуват. Мгм. Да не збориме само дека патот е кај комшиве, ниту е патот кај нас, ниту нашиот заеднички треба да го правиме патот на цел свет. Тогаш сме ние дел од светот. Колку Македонија ги знае твоите вредности, колку Македонија ги афирмира, ги покажува, ги експонира сите тие твои досегашни битни моменти кои се, како што кажавме и се согласувам целосно, не се битни за тебе само. Битни се и за нашата држава како амбасадор кој ја представуваш во светот. Па, тоа е убаво прашање. Многу пати ме пуштале на сите радио станици, ме промовирале некој поќе, некој помалце. И многу тука ме доши мабети, земове некои најголемите светски диџеи имиња ме ремиксале, како Димитри фон Парис, сум работел за Боб Синклар на неговите албуми, кои беа најголеми звезди. Значи, Доктор Пакер, Мигуел Микс, Джей Негро, Мусти, тој е, by the way, член на жирито на германскиот идол, што поќе публикава тие шоу тука ги пратит.
тие луѓе ми дале респект, ми ја пуштале мојата оригинална музика, авторска музика, и меѓутоа некако кога создадеш таков еден микрокосмос како што создадовме ние на Балканот, кај што потешко веќе допират да кажам светскиот мејнстрим, луѓето се обсесирани што се случи тука кај нас. На трешноста, да. И тоа е мал проблем што покасно стане голем проблем, бидејќи тоа станеме навистина ограничени. Станеме навистина дел само од своето обкружување, а не сме свесни дека за да бидеме стварно респектирани мораме да даеме допринос надвор од балканскиве граници. Апсолутно. И тука мораме да медиумиве, ако го сватат поќе или било кој друг како бизнис, што би тие промовирале, што би било популарно, треба да сватат дека со тоа прават големи решенија, дека со големата моќ што велат имат и голема одговорност. Ако ти не го промовираш правиот продукт, кај што новите генерации, ако промовираш кич, ако промовираш нешто шунт, младите таму ќе се насочат. Младиве не можеме да ги кривиме. Младиве ќе слушат тоа што му рекле родителите или тоа што на кое што се изложи. Што растало. Апсолутно. Затоа сум многу стрикнен за овие работи, кога зборувам дека мораме да го вратиме системот во вредности барем до некое време. После тоа, ако си реши тој самиот, што сака да слушат, нормално. Јас не зборувам за право на избор е едно. Друго. Повторувам, право на избор, ти ако сака си решил да се упропасти себе си со алкохол, со дрога, никој не може да спречите. Никој. Ама вкус, ето е решил што немаш право да го користиш ако не си го изградил. Интересни видувања во однос на сето тоа и навистина ми е убаво да те слушам, заради тоа што доста работи што ги слушам сега од тебе се согласувам комплетно, а и сакам да знам и сакам и нашата јавност да знае што се правиш и што се си направил. Малце од другата страна на твојот живот. Доста си физички активен, се вежбаш постојано. Гледам дека и на твоите социјални медиуми си ставаш дека си активен и држаш гуморето. Да, ама ако тоа ти дава веројатно и енергија повеќе за настапите. Да бидеш вака витален постојано. Секаде патуваш често, не си ти цело време тука па да се врзаш за една одредена таратана или за некој спорт, ти си постојано на некои релации. Како успеваш тоа да го искоординираш се? Тоа е кога сватиш како приоритет во твојот живот, во твоето секојдневие и баш како што кажа. Ако јас не сум активен физички, јас не можам да летам денеска, да слетам четврток во Њујорк, петок да направам тонската проба, пробата со бендот, тонската проба и истата вечер да настапам во Њујорк, со покрај джетлегот, сабота да патувам за Кливленд да направам нова проба со нов бенд. Тоа сакав да те прашам, бендовите како ги составуваш? Значи ти си како поединец патуваш на различни места. Како ги селектираш музичарите кои се со тебе на настапот? Тоа е прашање што обично ми го поставуваат музичариве, меѓутоа убаво што го постави сега. Тоа е концепт кој почнав да го работам уште многу порано и благодарение на токму на академското искуство кое сум го имал, кој сум научил да пишувам, јас пишувам сите мои аранжмани рачно, ги пишувам како старите времиња, без користење на компјутери, така да секој мој аранжман кој без гледаш ќе свирам. Јас не сум тој што само пеј или ти што слушаш, тоа сум го напишал јас. Од аранжманот за дувачите, ритам секцијата горе долу со слобода на изразување на самите уметници кои свират со мене, меѓутоа кога ќе сватиш дека тоа е возможно, тоа беше еден нов момент што јас пример ќе најдев професионални музичари по почетокот, дека толку беше интернационален Беркли, имав буквално музичари од целиот свет. И сега пример ако свирам во Сан Франциско, знаме некој од Сан Франциско или од Орландо, од било кој таму дел, и ќе можам слушај, ми треба толку и толку музичари, тој ќе мечи јас пример од тој универзитет ќе ти препорачам професоров, да ти препорачат дали други професори, дали студенти, и така во почетокот ќе составив, ми требаше писмени музичари кои се способни да читаш. И така тоа го разградив и сега имам нетворк од стотици и стотици музичари само во Америка. И истовремено тие истите музичари ќе научиле твојата музика, ја слушале твојата музика, го шире твоето дело и тоа е гениалноста во овој аспект кога си академски образован музичар.
нормално дека тоа ништо не значи дека ти може да си исто гениален или поќе гениален ако не си академски образован музичар. Меѓутоа не можеш ова да го правиш. Му зависиш од истата постава. Пример Rolling Stones не може да свират без Кейт Ричардс или без Мик Джагер или без тоа. Тие се бенд. Јас како самостоен уметник може да настапам со различни постави. Имам нормално постави во Македонија што ги преферирам и сега дека ќе можам ги носам и сум ги носел во Кореја, Јапонија неколку пати, во Кореја, во Индонезија и стално зависност нели од целата од цена на таа продукција, бидејќи сите знаеме колку е скапо да патуваш, да носиш големи екипи со тебе, така да на некој начин пионер сум во оваа работа, мора да се пофалам на настапвање со различни постави и иако многу беа скептици во почетокот, многу пати сум звучел најдобро со бенд што никој па не сум се знаел. Браво. Бидејќи ево сум свирал во Тајланд во Хуихин Джез фестивал. Само што стигнав таму и ми го пратено нотите, имавме проба и тие викаат само да свириме да ни кажеш без тебе, викаат ако може. И јас го слушам албумов мој кона CD студиски слушам. Мене солзи ми протекоја. Што знаат сега и дечки кој од Банко, кој од Фукет, не знам да правим собрани, прекрасно свират мојава музика и со кеф и јас сега само се придржувам и звучиме кога да сме свириле цел живот заедно. Браво. Така да тоа е возможно. И значи немат граници уметноста, границите сами си ги постават. Добро, ќе се вратиме сега на оној другиот дел, нели, оно непрофесионалниот, да кажам, оно што ти е тебе некоја дополнителна желба, волја, љубов, активност. Спортот ти е втората љубов, претпоставувам, и кажавме дека секаде наоѓаш време и место и да се извежбаш, секојдневно го правиш тоа? Секојдневно, Маја, да ти кажам, буквално луѓево дури ги нервирам. Кога застарам, да поеќе места имат како прави за калистеника или игралишта, некој креативен треба да бидеш. Немаме некакви услови, меѓутоа место да се жариме, некој пат може да на една гранка од дрво да вежбаш. На 3 столици јас ќе поставам и ќе направам цел воркаут. Проблемот е што треба да сватиме дека треба да најдеме решение, а не да се жалиме. За жалење знаеме што не чини све, знаеме дека може да е побој. Да. Меѓутоа, мојата цел е кога ќе вежбам, исто така да потрошам и јас сум мераклија, се напијам и да си каснам. Јас не сум некој што пазам стрикно што јадам, како јадам, нормално сакам квалитетни продукти. Меѓутоа сум мераклија и на јадење и на пиење. Сакаш и добровинци, а дали ти се допа јантикот на бада? Те молам обожават и мајка ми и татко ми. За тоа ќе добиеш подарок. Ти благо. За мајка ти, за татко ти, да. Многу ми е кеф. Значи све што е освои традиција. Луѓе го правеле ова, генерации, тревки, вакви, тревки, такви. Јас сакам битер многу, дали било Уникум од Маđarска, дали било Јегемајстер, било како дали било. Ова сега што го конзумирам Антико. Антик, да, од Бадел. Така да све убаво во животов што е направено со љубов. Се што е направено за брз профит, за брза само ке фали нешто. Тоа е во све во животов, ево и со вежбањево. Не може да ти што прашаш, ако јас не вежбам секој ден, не можам да го добиам резултатот кој го сакам. Или пример ако све интелигенција сакаш да јадиш, знаеш дека се јадиш премногу благо. Намали малце од тоа. Затоа што премногу калории внесуваш. Намали малце од леб, намали малце, јади малце поќе салати, протеински работи. И многу едноставно, не мора да си некој експерт, ама што е битно? Самиот да имаш волја да го правиш тоа. Да. Не да чекаш некој. Јас се некам никому бизнисов да му наруши во специјални теретани, специјални персонални тренери, било како. Тоа е турни ме да кинисам. Ако сакаш да направиш нешто, самиот ќе седнеш и го направиш. И нешто тоа инспирација. Види некој поубав од тебе. Види некој што е во подобра форма. Нека те инспирират, а не да му љубомориш на човеков. Може тој да го научиш момент дека можеш и ти да си таков и го надмашиш и него и неизе. Таа позитивна компетитивност, да се инспирираме едни со други. Да. Јас знам еден куп луѓе што сум ги инспирирал во животот, не зборам за музика, зборам за веќе нешто. Што не мора ни фала да ми рече ни ништо. Знам дека сум ги инспирирал, меѓутоа тоа што му фалите да се благодарни што некој ги инспирирал, а не да се трудат да се само да сека конкуренција да те гледа. Што јас никого не гледам како конкуренција во животов.
Јас гледам, Но растирете си од Да. тоа, од тој јас притисок. сакам да ги научам. Дека Да. све што правиш, го правиш со стално креативни идеи, дека баш така го гледаш животов. Мгм. Дека не го гледаш животов, затоа го гледаш со кеф и затоа стално ќе имаш оригинални идеи. Ако нешто земиш, дали било подкаст, а до што да го копираш од некој странски подкаст. Ако земиш песна, што правеле денекогашни бендови од странство, го копирале, ги правеле све тука. Нема да ирода. Нема да е тоа, да. Ти ако не си исполнет и задоволен со својава работа, Да, џабе. џабе. се. Апсолутно. Треба да дадеш дел од себе, тоа се чувствува. Така, како што не можеш да купиш човек. Човеков може да го освоиш само со чувства. Да. Да го освоиш со емоција, со убав муабет и одма се осеќаат. Таа енергија одма се осеќаат Да. некој што купи да работи. И тука нема тај, тој човек е најосамен на светов. Може да е милиардер, најсиромашен на светов. Мгм. И тоа е Љубовта е двигател према било што да е, и према природата, и према работата, и према луѓето околу себе. Тоа те движи, тоа те прави среќен, тоа те прави исполнет. Ако немаш љубовта, џабе. Ма ја кажи ми, Ништо од надвор не може да тука ти е- надомести. кога се вежбаш надвор, јас вежбам надвор нонстоп и најпоиќе што сум приметил е кај Трски, онде кај Кеов, кај што е Охрид према мостов кога одиш према Инекс. Мгм. Како излегли сонцево, ти си ве, дали се од трските, дали се од дрвљава, било има многу убав таму животински свет, одма почне да пеете. Зошто не знаеш, дали биле само да е поубаво време, во малце сонце да излезет, одма поинаку реагираат и животинкиве, посрекни се, попозитивно се, тоа го осеќаш, поврзани сме. Мораме да сме поврзани дека живееме во симбиоза заедно милиони години. И исто и ние го осеќаме Да. сонце ке изгрејт. Значи тие едноставни работи што се плавово небо, наспроти сивово небо, ти пред Друга енергија, да. И тоа ако не го чувствуваш, Наспевка на човек кој ќе те сретне, како ќе ти пристапи, како ќе направи муабет. Сето тоа ти е стапливе мои, дали било кај да одам, на крај му викам, сега кога замините од шоуво, ве молам, ако сте расположени, да ги поздравите луѓево, странци во што ќе ги сретнете на улица. Но му климните со глава насмеани. Викам, ширете енергија, многу е тешко позитивна енергија да шириш. Да. Многу е лесно да си негативен. 100 коментари, не знам дали со тебе го правевме муабет по се во емисијава претходна, 100 коментари убави некој те пофалит, еден да ти каже лошо, ти на тој мислиш. Тоа е човечка Да, природа. човечка природа. И тој аспект, да мислиме дека многу поинаку му работиме да ги насочиме таа енергија, да насочиме на убави работи, толку фали. Да му речеш, не да не си наметлив, меѓутоа Да. Суптилно Како е, пријатен, да, со се насмееш, да му Ти имаш и доста смисла за хумор. Значи, ти тип на човек си што сакаш да ги насмееш луѓето околу себе, да направиш шала, интелигентна шала, пријатна, и тоа ти доаѓа. Со себе си сакам да се да има на митерни дела. Така, па сигурно, и тоа баш онака убаво и убава енергија шириш и не е случајно она што го збориме дека многу е важно каква инспирација ќе ти даде човекот спроти тебе и каква енергија ќе даде, така да јас кога те сретнав таму, реков да, мора да дојдеш да ми бидеш гостин заради тоа што осетив во тебе една многу позитивна енергија, работи кои треба да ги кажеш да како професионалец. Секако те почитувам и сакам да слушнат сето тоа што го работиш нашите гледачи, ама па од друга страна и она што си ти како човек, што е подеднакво важно. Така, апсолутно, да. Многу, многу важно. Но и твојот приватен дел пак ќе се навратам сега. Како успеваш да го координираш? Многу работа, со љубов си ја работиш, посветен си многу на твојата работа, на твоето творештво, на твоето музицирање, на твоите настапи, на фокусот на како да го, нели, ностоп да си креативен. Дали имаш простор да дадеш некаква внимание на жена, на љубов, на партнер, на човек кој со оглед на тоа дека си се уште нели не во официјален Така, брак. имат простор нормално и тоа е генерално нешто што си го чувам само за себе си, беше тоа е приватност што морам да го чувам за себе си бидејќи не се чувствуваат никој пријатно кога ќе нема приватност. Приватноста ја немаш ако ја споделиш. Да. Меѓутоа аспект на
тој момент што го кажа да имаш еден, јас конкретно правам ризик за све што сакам во животот. Значи јас некој пат не играм никој пат на сигурно. Значи на сигурно. Сигурно што е сигурно во животот? Ние знаеме дека нема да постоиме. Ништо не е сигурно. Ние кога ти кажеш нема не ти е сигурно, мене од сите мои предизвици што сум сакала со кои што сум се соочил, така да ме вратат. Ти будала си кажеш, јас све што сум имал сум давал за нешто што не сум знаел дали ќе се реализираат позитивно или не. Меѓутоа од аспект позитивно и не дали некој ќе го издаде мојот албум, моето дело, меѓутоа све сум инвестирал во тој албум. А меѓутоа на крај уште постои како Пивањ што го споменавме депонија и други места во светот, куќи и луѓе и продуценти и публика што го сеќат тој ризик кој ти го преземаш како уметник и тоа е токму што го сакат. Бидејќи ти кога ќе работаш, ако калкулираш, чека математика нема тука аир, таа работа во уметноста зборувам. Да. Може да има тука аир во други сфери на животот, нормално угостителството или не знам бизнисот, било кој друг, економијата. Меѓутоа во уметниците се стално правите уметници одат по цена даваат све од себе по цена и да не успеат. Меѓутоа да не успеат аспект комерцијално, меѓутоа да успеат уметнички аспект, лично се реализираат и сите емоции да ги пренесе во тоа дело. Во случајов јас сум бил многу среќен што не сум се ограничил во една територија кај што луѓето доста често се слепи за овие работи. Меѓутоа стално имам сатисфакција да сега да кажам јас свирам на Сегедни Светов. Мене ме слуша на Сегедни Светов. Ако ти одиш во Фиренце или било каде во Милано, во коп маркетите, ми ја пуштат музиката. И ако ја знаеш мова музика, тоа ќе се најажиш. Па ќе кречеш некој хриѓанец, некој македонец, ево во Италија. Да. Тоа е правиот успех. За ова сакам да зборувам, за ова сакам да ги инспирирам луѓето. И ова ќе се манифестира и во твојот приватен живот. Со тој што ќе се го сакаш, со тој што ќе споделиш енергија, ако не те сваќаат во твојава работа, ако не сваќаат твојов начин на живот, не можеш да си таков човек. Апсолутно, да. И мораш да не само со зборам за приватни, него и со најблиските од аспект на фамилија. Да. Ако мене мојве среќен што ме поддржале, татко ми во времето кога сите мислеа децава да ги што имале многу појки од нас финансиски, што мислеле како да ги усмерите, овој ќе стане доктор, овој ќе стане ова. Желбата на татко, Ватко што сакаш, јас што можам ќе направам. И дал све од себе како човек гениален многу аспекти. Меѓутоа решил за мојава љубов кон уметноста тој ќе се жртвува. Кој може да се пофали со тоа? Браво. Кој може да се пофали со тоа? Денеска ова е осетлива тема. Детево ти го сакаш најмногу и мислиш сака да е уметник, меѓутоа нема, тоа е многу опасна и вистина опасна и ризична професија. Поубаво ќе го одвратиш од тоа. Меѓутоа ето имат исклучоци. И сега кефот мој не е два пати поголем негов кеф. Било што и да направам. Затоа пишам песми за нив, за мајка ми, за татко ми, за сите луѓе што ми помогнале во животот. И јас тоа го викам, знаеш како, издадени сте Сегедни Светов, ќе постоите за секој пат. Имате една меморија што јас сум ја изразил моја емоција за тебе во ова дело. И така јас влегам во студио да ги искажам моите најдлабоки, најискрени емоции. А не влегам во студио да направам хит. Тоа сум го научил некои од најголемите продуценти како Квинси Джонс, како Патрик Адамс, како Боб Ести, луѓе кои ги продуцирале Шер, Барбара Стрейсен, сите уметници рекле ние влегавме во студио да направиме магија, љубов. Од сите можелишени музичари сплотени со публиката. Не влегавме во студио однапред договорени дека ќе биде хит со радиостаниците и така натака. Јас си го дам тој пат, маја со најголем кеф и со најголемо достоинство. Браво. И не правам компромиси за разлика од многу што направиле компромиси, пошто чим ја продадеш душата на ѓаволот, немаш душа појќе. Респект за твојата работа и за се тоа што го правиш. Се наоѓа ли партнер кој тоа може да го разбере? Има се наоѓа, нормално. Среќен си, исполнет. Тоа е најважно. Ја мислам дека горе-долу им доловивме на нашите гледачи што е твојата формула за успех и твојата равенка можат да
испочитуваат или да ја применат, заради тоа што е добар пример. И ти си стигнал до својата цел, а веројатно имаш уште многу други амбиции, нови Допрва. и цели допрва. А што е тоа што ете накратко да ни кажеш, што ти е некоја визија за во иднина како исто да се одвиваат работите? Јас Имаш настапи сега, сигурно некоја динамика на настапи, тука и во Македонија до кога си? сум напред назад од после ковидот, цело време сум присутен во Македонија. Добро, Значи ќе имам доста активности во Македонија, ќе сум присутен со повеќе концерти и во супер. Скопје и низ Македонија, и ќе имам турнеи во Америка, источна обала, западна обала, Мидвест, во Австралија, во Кина. Мажарска имам концерт исто сега 30 мај, баш вчера го потврдивме, во најпознатиот џез клуб, во август во најголемиот џез фестивал во Мажарска. Во Лондон исто така ќе имам концерт во Пиза Експрес Сохо џез клуб. Значи имам една убава агенда која ја работам посветено и цело време растит. Растит бидејќи сум посветен на тоа. Растит бидејќи нудам константен квалитет. И не правам отстапки од тоа. И не е само во музиката, Маја ме праша за вежбањево. Јас ако ме вербиш сега јас стално сум вежбал. Меѓутоа сега сум во подобра форма него ли пред 20 години. Да. И јас се гледам на сликиве и се вирам зоше како е возможно. Можда ниту земам некаква хемија. Ево си гледаш, пијам, си живам све. Меѓутоа ако ќе вежбам со најголем кејф го правам тоа. Не гледам да скратам еден сет. Зашто од кого себе си ќе се мамам. Не може да се мамиш пред огледало. Да. Не може. Јас кога ќе го кажам тоа, луѓето дури ми замерват. Ама не е секој, шо не е секој е ист. Имаме, кажеш генетика, генетика не постои, све е работа. Има начини како, легитимни начини како да се инспирираш, како да се промениш ако си дембел, ако си Многу си позитивен, меѓутоа. Јас верувам дека луѓето, дека секој може да го направи максимумот од сега, да не може да се препознаете, да не може да се препознае на 40 спрема 30, на 50 спрема 40, на 60 спрема 40. Не верувам, сакам луѓето да мислуваат дека допрва на се најбајте години, а не ни помина наш, што и помина ништо не помина. Сега си тука, живи го животот. Секој момент е момент вистински. Нема минато, нема иднина. Моментот. В кафана којш, оди и уживај, в дискотека, џез клуб, кај сегде во светов, нели сакаме сега, не знам, интересни се луѓево, сегде се сликат во Монако, во Париз, во Лондон, има се ефтини летови визер, сега патуваат, меѓутоа не научат лекцијата од тие луѓе зашто ги изградиле тие градови, зашто има таков вајб во тие градови, Да. зашто се толку тие градови посебни, зашто родиле такви уметници, зашто родиле такви луѓе. Ради тоа што таму е ова култура на живот. Ти ако си таму ако одиш во дискотека, ќе најдеш од 18 години до 78 години. Тоа е начин на живот. А кај нас тоа е дури не најдеш партнер, дури не се жениш и после за турски серии до крајот на животов. Не е тоа нашиот потенцијал. И затоа викам да се малце искритикуваме, за да се инспирираме, а не да се мрзиме. Апсолутно. Јас никого не ќе да направам нешто лошо, да речам ти си ваму, јас сум ваму, не сум таков по природа. Сакам да го инспирирам на човеков. Ако тоа не може да го сватиш, многу ми е криво. Тоа што јас учам од други луѓе. Да. Стално кога слушам некој мисля да ми каже нешто, јас одма ќе купам нешто од тебе. Ќе си го запаметам од татко ми, од дедо ми, од некој на планина што ќе го сретнам планинар или било како. Ќе научам во секој момент, во секоја ситуација во нешто од некој. И така треба да учиме ние. Супер. Мислам дека си добар пример за равенка за успех и дека навистина успешно функционираш, си нашол некој свој трк кој функционира безпрекорно. Се надевам дека ќе имаш уште многу успеси, што ќе биде и твоја гордост, а и наша, нели, како национална гордост, како не представуваш секаде во светот. И верувам дека ќе си поприсутен тука за малце да се подигне критериумот и на нашата публика. Знаеме дека постојано критикуваме дека шундот проаѓа најдобро и така натаму, Се смени се. но сето тоа се рафинира со текот на времето. Оптимисти сме, Маја. Мора да видиме. Кога се само насмееш, се е поинаку одма. Кога да видиш насмеен човек, немаш граници веќе. Виш колку е нашава природа променлива. Да. Од депресија во најголема позитивна сфера, така да мораме да се потикнуваме, стимулираме. Ја мислам дека брзо ни помина време, на вистина, мене ми беше пријатно и гледачите сигурна сум. Еве, Бадалче,
Антик, за тебе, повели. Благодарам. Со најголем кејф. И имаме подарок од Contimpex, парфем од Лакоста. О, фантастично. Таман за Рон Блан, мислам дека се ти од истата Не фамилија. Да, ете ти, тоа е за тебе. И како благодарност на твоето присуство, си ги поздраваме нашите пријатели Каре, кои ни го уредуваат нашето студио со вакви детајчиња, кои го прават така потопло и поспецифично. Верувам дека чувствуваш таа атмосфера. Секако Checkmate, кои се задолжени за реализација на овој подкаст. Бадел есе кафето кое ни е навистина нов пријател и превкусно е и преубаво. Нема да заборавам некој, АУЕФОН, првиот македонски универзитет, приватен универзитет се разбира. Мислам дека овие наши поддржувачи и пријатели се наши партнери кои овозможуваат да се реализира овој проект Равенка за успех, кој секогаш внимава да има успешни, квалитетни гости кои имаат што да кажат за себе и кои може да го задржат вашето внимание, а она што е најважно да ве научат на нешто позитивно, нешто што ќе ви значи како да надминете одреден проблем или ситуација, како да стигнете до сопствената равенка за успех. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам за гостопримството и за голем поздрав до сите ваши гледачи, до цела екипа што го реализираше овој подкаст. Фала ти.